Помакотрпните процеси во борбата против инсектите по се изгледа од нив ова лето дерман ќе немаме. Во околинава најмногобројни се комарците и мувите. Не се опасни по здравје, ама создаваат нервоза. И покрај неколкуте третирања за нивно уништување, кои општината ги презеде во повеќе наврати, тие наместо да гинат се размножуваат тродупло. Граѓаните постојано се жалат на секојдневните убоди од разни инсекти, кои најмногу се котат во овој период, кога температурите варираат од минимум до драстичен максимум. Вела дека доста нападни се скакулците, кои во градовите ги има помалку, но создаваат видна штета во земјоделието. Секако најмногу страв чувствуваат од стршенот, чиј убод може да биде фатален. Поготово покрај реката многу ги има, затоа што е влага, вода е, они се покрај вода. На друго место, ако не е толку влажно, ако не сме кочени, ако не е обиколено со бара, со оризите нема ни да има толку комарци. Покрај тоа што прскат, меѓутоа не може да се искорени, таму има ларви и има селе. Ќе се испрска комарец, ама ларвата не може да ја уништат. После тоа на пасе се изведе. Има муви, има, ама не толку многу. Нема, едно време, со годините напред имаше многу муви, сега нема, ретко некоја мува ќе улезе. Друго не сме забележувани. Ние на повисоко живееме, не ги многу чувствуваме, мада има ги до душа, ама мислам дека со прскањето се чувствува дека е намалено. Сега треба да се продолжи, оти со години не беше прскано и премногу имаше. Повеќе ги чувствуваат овие внуците наши што ни доваѓаат од Скопје и од други места, тие најмногу се жалат, навечер ги има тука покрај реката што шетат. Треба да се продолжи редовно да се прска, можеби ќе се постигне некој успех у тоа. Иначе преносители на заразни болести од секој пат било, мада маларијата е одамна искорената, меѓутоа сега слушам дека пак се појавува и затоа треба да се превзимат мерки и да се надеваме дека нема од овие другите инсекти што ги најавуваат овие азиски страшлен да не стигне. Во Штип има, не сме за сега и дај Боже да не ни дојде такво нешто. Гледав на телевизија, да, ама тука за сега мислам дека нема. А не би требало да има, не знам, ако прскат како што треба, не би требало да има. Има пуно и тоа. Макар што прскавали, ништо фајда. Од тоа прскање не биде. Не ни на нас ометат, али и на деца веројатно ометат. Нината кожа е нежна и веројатно ометат комарци многу. Па не сам баш ја забележил така стршил. Во Штипе кажаа дека има. Тука не сам забележил кочани. На подрачјето на Кочани досега се уште нема ниту еден случај на нападнат пациент од инсект, иако во моментот опасност демне појавата на азискиот стршен во метрополата Скопје, за кој не постои гаранција дека тој нема да пристигне и во другите градови. Сепак лекарите смируваат и апелираат и при мал убод граѓаните веднаш да се обратат кај матичен